Значи, едно е дека кога зборуваме за деполитизација и департизација на независните регулаторни тела, не можеме да не правиме мовет за, жаргонски кажано, големиот бел слон во собата. Членовите на, одредени членови и на Советот на Агенцијата, и на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, и на Програмскиот совет на МРТ, се поранешни или сегашни високи партиски функционери. Се имаме меѓусебни роднински врски. Имаме разни видови на конфликти на интереси. Затоа влеговме во процес во кој што даваме шанса да независни професионалци, експерти бидат членови на овие тела. Ние политичарите и политичките партии да ги тргнеме рацете конечно од независните регулаторни тела. И тука никакви други механизми нема да го дадат резултатот колку што ќе го даде контролата на јавност, граѓаните. И со еден збор, мислам, можам да цитирам разни членови законот, така. Главната поента што е? Дека процесот на номинација и на избор на кандидати за било кој од независните регулаторни тела ќе биде јавен и транспарентен. Граѓаните ќе знаат пред да се изврши изборот кои се кандидатите, а не отпосле. Граѓаните бидат вклучени во изборот на членовите. Нема тоа го разбираат преку медиумите следните денови. Предлагаме дека во процедурата на избор ќе бидат вклучени сите, ќе има надзор на расправа во собранието, кај што ќе бидете присутни сите. И јавност, и граѓаните, и граѓанскиот сектор, и експертите, и пратениците и така натака. Кој да се кандидира за член на овие независни регулаторни тела, ќе треба да излезе со име и со презиме, со биографија, да каже што направил до тогаш, да го презентира својот план за работа и сите тоа да го видиме. И сите да ги знаеме тие луѓе.